во дворот на семениот двор на Коста Тимов, човекот родител кој што долги години се бори за оваа категорија на лица. Денеска е меѓународниот ден на децата со аутизам. Господине Тимов, дали како општество почнуваме да ги менуваме навиките во однос на прифаќање на лицата со аутизам во нашава земја? Добро утро пред се на сите гледачи на македонска телевизија. Така, навиките се менуваат бавно тоа оди. Искрено тоа некако бавно оди. Јас би кажал и нешто, денес сакам тоа да го потенцирам, можда многу директно ќе звучи, али морам тоа да кажам, за среќа пред неколку години кога ние почнавме да се бориме во овој правец, да откриеме пред се што е зборот аутизам, а камоли каков проблем е или каква доблест. Бевме некоја генерација кои што едноставно, можам да кажам, ги почнавме првите печетоци од делот, како идеме до некоја диагноза, мада моето искуство со иминентни доктори кои што ги поминувме и лечевме, он едноставно, да, треба да имаш диагноза, да влезеш во системот и тоа ги советувам помладите родители, охрабрете се, помогнете им. Не е битно средината што коментира, за од тука ви е таа отскочна даска кој што треба да го поминете остатокот од животот за да му помогнете на вашето дете. Најбитна е таа цел. Исто и јас се соочував. Прво незнаница, од незнаницата го стекнуваш искуството ден во ден, кога ќе си ја отвориш душата преку разговори, информациите брзо идат, знаеш што да употребаш, со текот на времето, самото искуство ти дава и одредени терапии да осетиш дали се позитивни или негативни. Почнуваш да имаш своје искуство, своје видување и напредок се гледа едино само преку детето. Во моментот Виктор е овде во дворот овде и буквално го подигнавте овој етно ресторан кој што е пријателски настроен токму на децата со аутизам во нашава земја, каде што и Виктор има своји работни вештини. Коста, она што мене ме интересира, како родител, кои се оние ваши предизвици, кои се оние проблеми со кои што се соочувате да ги надминете, нека следи јавноста, да слушат лично ваше искуство? Точно е, значи ние живеевме 15 години во Гевгелија, таму Виктор го заврши основното образование, за среќа еден добар почеток за инклузија, кој што сега во моментот нема како да не ги поздравам неговите школски другарчиња и наставници. Значи пред тоа се соочивме да не биде приман во градинка, а после да успееме да имаме еден многу добар тек во образованието инклузивен. Значи, али за тоа мора да се објасни на родителите, на наставниците и советот мој е теретот го носи родителот. Не смееме да типуваме нашето дете е запишено, има образовен асистент, тогаш немаше. Бееме ја и мајка му образовни асистенти, во клупа седавме на овие години, се боревме и со други родители, повозрастни сега кои што сме, да добијат образовни асистенти, тоа многу значи од помош, али сега младите, директно денеска наставно што правиме, таа е главната тема што ќе ја спомнам и ќе се задржам. Ние се боревме по возрастните родители да добијат образовни асистенти, оти знаеме како е да го организираш еден ден. Успеевме за помладите деца и сме среќни тоа што ќе им се улесни животот. Али младите треба да видат фер спрема нас, од аспектот дека на нас може ни треба личен асистент, персонален асистент, да бидат поактивни, да не бидат пасивни. Од и нашите деца, да не се изразам, може би биле и опитно глувче. Како терапии, како образование, како се им го даваме на тацна, на готово, колку што можеме да помогнеме, али сега треба и они да се уклучат, да помогнат на нашите, да бидеме активни и со тоа ќе си помогнат и на своите после неколку години. Дај Боже да го надминат, иш да немат потреба ни од лекари од се, али реалноста е таа што е. Вие како родител се изборивте, се наоѓаме токму кој овој ресторан кој што е пријателски настроен кон лицата со аутизам. Таму и вашиот син веќе во кујната работи, има завршено средно образование.
каде што вие нели постојано бевте како ментор или како родител, како асистент во тој цел процес. Она што денеска ќе се случува овде, претпоставам дека и Виктор ќе има своја улога. Која е она порака што ќе сакате од тука да ја опатите од Босилово? Значи, овој ресторант е прв сертифициран аутизам френдли и тоа е на некој начин, ја го нарекувам, систем направивме. Значи, најтежок период од моето искуство е кога децата со аутизам навлегуваат во пубертетот. Тогаш хормоните си го прават своето и по некои искуства и добри стручњаци кои што ме советуваа, има за мене една грешка терапија кој што е се распередон или друго, тоа за мене не го прифатив, значи покушав да го направам со пешачење, исхрана, хипотерапија и ред други работи по природен пат, ја почитувам и медицината, значи искуството ги имам стекнено од медицината, али преко природата и се тоа успеевме за некои 5-6 години Виктор да го надмине тоа. И сега е самостален, а ја морав да напуштам кариера и работа и едноставно го направив ресторантот како за екзистенција и самосталност на Виктор, веќе успеваме во тоа, а другото, меѓу другото, ни е баш пријателски настроен овде да идат родители, да се дружиме, разговараме, одредени денове во неделата, понеделник, вторник и на закажано, пошто мораме и ние да работиме нормално за да имаме своја екзистенција. Многу од родителите од нас ги напуштија работите или воопште не отидува на работа пошто мора да бидат со нивните деца. Денеска ќе има овде настан, ќе го одбележувате меѓународниот ден на листа со аутизам. Која е она порака што ќе биде упатена денеска од овде од Босилово? Значи денес на овој настан ќе бидат присутни лица со посебни потреби. Имаме гости до Засреќа Сдруженијето од Скопје, порака од Струмица, дневниот во Банско заводот, ученици од средните училишта во Струмица и сите основни училишта на општина Босилово, значи инклузијата ја постигаме преко дружбата овие и овие лица, значи ќе изработуваат предмети, ќе имаме и хуманитарен базар, ни се поканети многу гости и тоа директори, професори, дефектолози, доктори и ред секој еден е добро дојден. Кога ќе заврши работилницата, после во 12:30 имаме дебата со отворени прашања, разговори дека е возможна инклузијата, дека е потребна инклузијата. Некој би кажал многу настани се прават, дали не е подигнена свест. Па ја би кажал се уште со Виктор одам во Борекчилница, децата го имитираат како е со случајки, мајките се смеат. Мене ми е стар борец прегоре, nije смешно ни ништо, ама некои родители од такви ситуации се засегаат и ги затвараат дома децата. Значи, Што не е во ред. Што не е во ред, нормално. Јас сум широкоград, не ми е сеедно. Али се на тоа едноставно се насмееш и продолжиш, не смее еден неубав гест да ти биде носител, али за среќа имаме и прекрасни, хумани луѓе, образовани, едуцирани, за тоа се од овие настани што ги правиме и излеваат во сусрет.